Од Карвенци им бараше да одговори на Таринци, од Таринци, Таринчани ќе му убијат, како да речам, од Карвенци. Значи, проектите на градоначалникот се гледаат во нашиот град. Разубавувањето на самиот град е видливо, она што се работи во нашиот град, во централното градско подрачје, се проекти за кои што градоначалникот бараше доверба од граѓаните и за истите ја доби. Она што значи разубавување, размрдување во нашиот град го гледаат сите градоначалници, тоа е видливо на сите страни. Ние продолжуваме како пратеници, јас зборувам повеќе на таа тема затоа што веќе и таа проблематика е моја и тоа е проблематика на која што треба да се озврнам, а не јавното предпријатие локалната самоуправа. На тоа имав јас едно прашање, мај да подосна после гледачот. Имајќи предвид дека градоначалникот гостуваше минатата недела и зборуваше за проектите и програмите кои што се предвидени во проектите на локалната самоуправа, сметав дека треба повеќе се задржиме за она што значи буџет и работа на пратениците. Ке расчистиме некои дилеми околу тоа. Да не забравиме и поддршката на Советот на општина Штип, кој што е предведен од советниците на ВМРО ДПМН и кој што континуирано даваат поддршка на развојот на нашиот град. Режија, претпоставам дека ова ќе биде гледач после кој што ќе одиме и со реклами. Одиме со гледачот. Добар ден. Добар ден. Ало, повелете. Добар ден, дали сум во емисија? Да, само малку подоцна или режија засилете слаб е сигналот кај нашата гледачка. Повелете. Поздрав до емисијата и до гостинот. Па сакам така едно кратко прашање да поставам. Значи, сакам да го прашам пратеникот во врска со хидросистемот Злетовица. Дали хидросистем Злетовица, добро? За хидросистемот. Значи, кога конечно водата ќе ја користи Штипјани и дали оваа вода ќе може да се користи за наводнување на земјоделско земјиште? Така, добро, благодарам на јавувањето. Разбрав, значи, колку што знам, да, за пиење веќе прилагодена филтер станицата, меѓутоа околу наводнувањето, кога, како, колку ќе може да се користи од таму? Како техничка вода предпоставува? Секако, значи проектот за поврзување на, значи мислам дека гледачката постави прашање за хидросистемот Злетовица, а не за приемот на водата од хидросистемот Злетовица. Нешто околу наводнување во тој смисла. Во секој случај ќе одговориме на двете прашања. Значи со задоволство можам да истакнам дека посебен акцент во 2014 и 2015 година владата на Република Македонија дава на проектот Хидросистем Злетовица. Хидросистемот Злетовица е еден поголем проект кој што опфаќа 3 фази во неговата реализација. Првата фаза е обезбедување на доволни количини на вода за пиење за граѓаните кои што гравитираат на овој дел од државата. Свети Николе веќе има завршено целосната преадаптација и тие примаат веќе година-две, мислам, вода од хидросистемот Злетовица. Проби Штип е исто така завршен проектот и тие се приклучени на хидросистемот Злетовица. Во Штип работата со преадаптацијата на филтер станицата беше во завршна фаза во месец мај кога јас бев таму и мислам дека таа напредува и е некаде пред фаза на пуштање на самиот систем. Се работи за проект вреден 1.200.000 евра, само за Штип зборува, и со тие средства, значи средствата се обезбедени од јапонската финансиска агенција JICA 450.000 евра и 475.000 евра се средства обезбедени како грант од словенската влада. Голема благодарност до владата на Република Словенија за помошта и за реализацијата на најкапиталниот објект во Штип, а тоа е доведување на сурова вода за пиење од хидросистемот Злетовица во нашиот град. Дополнителните средства се обезбедени од локалната самоуправа и од јавното предпријатие ИСАР, кое што со своји сили и со локалната самоуправа работи на подобрување на целокупната електроника во системот за обезбедување на тие води. Мислам дека сето тоа е во завршна фаза и Штип во наредниот период ќе биде приклучен на истата. Колку што сум во тек и општина Карвенци започна постапка за добивање на одредени средства за изградба на пречистителна за филтер станица и тоа е фактички првата фаза од хидросистемот Злетовица за добивање вода за пиење. Втората фаза предвидува обезбедување на вода за наводнување на, ако не се лажам, некаде околу 2.500 хектари земјиште. Вклучени и Штип во таа фаза? Па мислам дека некаде во одреден дел влегува дел од општина Штип, тоа е некаде околу 2.500 хектари вода обезбедена за наводнување на земјоделските површини на земјоделците, со што знаете сами во колку се обезбеди вода, ќе се зголемат и самите приноси, а секако и крајниот производ и инпут во финансиски средства за самите земјоделци. И третата фаза е производство на електрична енергија. Фаза е секако производство на електрична енергија.
Проектот е замислен да биде една самоодржлива целина, која што сама за себе ќе обезбедува доволно финансиски средства за реализација за трите фази и обезбедување бенефит за сите три категории на граѓани. Значи, обезбедување вода за пиење, обезбедување вода за наводнување и обезбедување на електрична енергија за граѓаните од Источна. Така, одговоривме на ово прашање на нашата гледачка. Режија, време е за вториот и последен блок на реклами во ова издание на Што мисли народот. Најниски цени во маркетите на Китго. Замена за сирење вкусно 109 денари. Крави кашкавал шипка 2 броја со гратис денка 349 денари. Паштета миспол 2+1 гратис 24 денари. Чадени пилешки копани глобус 145 денари. Наполитанка чудо 2+1 гратис 40 денари. Невен крем со гратис влажни марамеци 84 денари. Детергент Лила 2 литри со гратис универзално средство 169 денари. Детергент Мерикс 3 кг со гратис мер за садови 205 денари. Маркети Китго. ТТГ Питстоп ви нуди гуми за комплетна сигурност и најмногу километри. Мишелин, Клевер, Тигар, Корморан и Бристоун за автомобили и тешки товарни возила. Со гумите на ТТГ Питстоп сметете и на монтажа, полнење со азот и балансирање со најсовремена технологија. ТТГ Питстоп по повод 15 годишното постојање овозможува специјален попуст. Центар за гуми ТТГ Питстоп во Штип, најповолна понуда во источниот регион. Од проект до реализација, климатизација, вентилација, грејење и соларни системи. Уни 24 се ексклузивни застапници на веќе докажаниот бренд Mitsubishi Electric, кој ги поседува најквалитетните уреди за ладење, грејење, топлотни пумпи и централна климатизација, а ви гарантира и највисока енергетска ефикасност. Уни 24 има и собствена линија за производство на воздушни канали, бокс системи, рекуператори и епохауби. Побарајте не во ново отворениот салон на улица Железничка без број во индустријската зона во Штип. Уни 24. Промена кон подобро. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Ти сменив маслото, ти сменив предните плочки, ти ги сменив задните плочки, семерингот, филтер за гориво, ти сменив се. Ајде, вози. Мајсторе! Па добра, оди во Хамачи, таму е бесплатно. Кај нас во Хамачи за секој купен дел монтажата е бесплатна. Хамачи Моторс. Не, ТВ Стар не исчезна од екраните. Вие само до сегашната фреквенција треба да ја смените на 182,25 или на канал C06. Многу едноставно и тоа можете да го направите сами, односно вака. На вашиот далечински управувач го притискате копчето мени. Потоа со помош на стрелката ја одбирате опцијата Manual Store или рачно пребарување. Ја одбирате опцијата Аналогни канали. На полето канал напишете C06. Доколку вашиот телевизор пребарувањето го врши преку фреквенции, тогаш одберете ја фреквенцијата 182,25. Еве назад со последните неколку минути, господине Мицевски, само пред да преминеме на оно што ми е последно прашање, сакав да ве прашам за парламентот и за враќањето, невраќањето на опозицијата. Најавено беше дека 8 октомври извештајот дека може да се случи сега бргу да се закаже таа седница кога веќе не се враќа опозицијата. И што се коментира? Едно време се говореше многу повеќе дека се можни нови избори, сега веќе малку се
застана во таа насока. Каква е атмосферата во парламентот и во владачката партија во овој поглед? Па добро, јас со жалење можам да констатирам дека жално за граѓаните што го дадоа својот глас за опозиционите партии, кои што не се таму да ги бранат интересите на граѓаните. Сведоци бевме на минатите избори дека имавме едни мирни, фер, демократски избори, на кои што опозицијата без никакви забелешки учествуваше до самиот крај и кога видела дека губат со 500.000 гласа разлика на ниво на држава, решија да ги откажат истите. Во ситуација кога претседател на Државната изборна комисија имаа човек назначен од нивните редови, нивен избор, кој што цело време го мониторираше процесот на избори. На процесот на избори во Република Македонија присуствуваа и странски посматрачи кои што дадоа високо мислење за самиот изборен процес. Јас би можел да зборувам за Штип, бидејќи тука директно бев учесник како претседател на политичка партија и како директен учесник како кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија, а и секако граѓаните на нашиот град, дека имавме мир и фер демократски избори, кои што завршија со победа на луѓето кои што цело време се на теренот. Ние како политичка партија цело време работевме во изминатиот период, заедно со локалната самоуправа, со градоначалникот, пратениците, советниците за подобрување на квалитетот на животот на нашите граѓани. Минативе 8-9 години ВМРО-ДПМН редовно излегува со програма на избори во која што со дадени рокови, со прецизни термини, суми на средства, конкретни проекти, кажува што ќе биде направено и како ќе биде. Сметате ли дека ќе беше добро и ќе донесеше некои квалитети во целата расправа за уставните измени, се што се работи во парламентот, да беше опозицијата сепак? Било каде на малски муабет, ако има контра да има и опозиција, ќе се дојде до едно подобро решение, а не во една институција како што е парламентот на Република Македонија, каде што е потребно дебата, каде што е потребен коректив, опозицијата е тој коректив и опозицијата е таа која што може да ги направи, значи, подобрување на одредени работи и секако внимавањето на самата власт во предлагањето на одредени закони и презентирањето на истите пред самото тоа. Секако, јас повторно ќе кажам, изгубија гласачите на СДСМ, кои што го дадоа гласот, сметајќи дека нивните кандидати за пратеници ќе влезат во парламентот и ќе дебатираат, истите тие седат дома, земаат плата од граѓаните за тоа што не го сработуваат, а ВМРО-ДПМН во наредниот период продолжува со својата активност. Најверојатно, значи не се споменува веќе можноста за нови избори, дали ќе ги има или ќе ги нема, не се знае, поголема е веројатноста да нема затоа што не се зборува, макар што никош не се знае, но се забележува раздвиженост, вие пратениците сте на терен, не само во градовите и во помалите изборни единици. Во весниците имаме огласи кои што велат дека ги повикуваат младите посебно да се придружат на политичката партија ВМРО-ДПМН. Што значи тоа? Дали сакате да го зголемите членството? Дали има некој посебен мотив за овие активности? Тоа е една редовна пракса која што ВМРО-ДПМН во изминатиот период ја спроведува, а СДСМ не може да ја види и да прифати дел од неа. Тоа е една пракса да ние ги посетуваме граѓаните на нашите општини, значи како пратеници од местата од каде што сме избрани. Еве во изминативе 3 недели ние одиме на терен и разговараме со граѓаните од нашата изборна единица. Значи, да не доаѓаме само кај луѓето во време на избори и пред избори со предизборни ветувања, него 4-5 месеци по завршувањето на изборите доаѓаме и разговараме за проблемите кои што се јавуваат на терен и кои што ние како пратеници и луѓе избрани од тие истите граѓани можеме да ги решиме или да помогнеме да дојдеме до одредено решение за одреден проблем кој што го имаат луѓето од населбите, селата, па и градовите во кои што гравитираме ние. Тоа е една пракса која што во моментот ја вршат пратениците од ВМРО-ДПМН. Во наредниот период ќе бидат вклучени и градоначалниците и локалната самоуправа и истите ќе поминат на терен за да поразговараат со своите граѓани, каде има проблеми, кои се тие проблеми, некогаш се тие инфраструктурни, некогаш се банални, некогаш се некои проблеми кои што бараат само внимание и мало сослушување за нивно решавање и тука е разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ како опозициона партија. Излегуваме со проектите кои што ги имаме понудено на граѓаните, излегуваме со извештај и отчет за сето она што го имаме сработено. Како што рековте и самите, значи во последниот период ние имаме и една објава на објава во
дневните медиуми и во сите електронски и печатени медиуми за членување на ново членство. Можам да ви кажам дека акцијата се спроведува со зголем интензитет, бидејќи имаме издадено и една доктрина, значи едно писмо обраќање на претседателот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски, кој што ги кажува сите оние активности кои што ВМРО ДПМН во изминатиот период ги има направено и планира да ги направи во наредниот период. Можам да ви кажам дека во Штип во изминативе 4 недели имаме зачленето некаде над 300 нови членови, имајќи во предвид дека е постизборен период. Тоа е една убава и голема бројка. Вратите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се широм отворени за граѓаните. Сите што сакаат да се заинтересираат и да видат што се ВМРО ДПМН како политичка партија нуди, можат да дојдат во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН или во местните комитети. Во наредниот период истите можеби ќе бидат посетени и од претседателите на местните комитети и тимови кои што се составени од наша страна, да им биде презентирана целокупната програма и она што го работи ВМРО ДПМН, за да можат да сватат што се ВМРО ДПМН нуди како политичка партија. Дел од луѓето тоа го прифаќаат и се зачленуваат, дел само ги гледаат проектите, меѓутоа за нас и тоа е доволно, затоа што некој издвоил од своето време да обрне внимание на секој граѓанин во Република Македонија за да ја представи програмата и платформата на која што работи и на која што планира да работи во наредниот период. И нашето време издвоено за ова ваше гостување помина. Благодарам за гостувањето и се надевам дека и во наредните прилики ќе бидете наш гостин со актуелни теми кои што се во парламентот, она што е важно се разбира за Штип. Претпоставувам дека многу е важно она што е во парламентот и издвојувањата на државата за Штип и воопшто за регионот да се усогласа со она што ги издвојуваат локалните самоуправи за да се создаде една целина. На крајот на криштата така може само да добиваме подобар град и подобри услови во кои што живееме. Благодарам на поканата. Јас сум пратеник избран од страна на граѓаните на општина Штип и секојаш стојам на располагање на медиумите да поразговараме за било која тема што го интересира граѓаните на нашиот град. Благодарам за вашето гостување. Тоа беше разговорот во Што мисли народот и со вас се разбира со пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН господинот Никола Мицевски. Разговаравме за тоа што се очекува за Штип, што е предвидено. Се радувам дека и понатаму ќе имаме можности да разговараме и вие да следите што од сето тоа се реализира. Имате пријатен викенд од понеделник со нови изданија на Што мисли народот во истото време на истото место.